Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во програмата на Слободен печат. Со мене денеска во студиото имаме една студентка од Факултетот за музичка уметност во Скопје, која е добитничка на бројни награди. Меѓу другото ќе ги издвоиме најбитните награди, како што се прва награда лауреат на фестивалот Шопен, како и втора награда на фестивалот Руски романси. Девојката е препознатлива по својот ангелски глас и посакувам топло добре дојде на Ангела Андовска, сопранистка. Ангела, добре дојде. Добро ве најдов, ви благодарам. Прво сакам да ви се заблагодарам за можноста која што ми ја пруживте нели за ова интервју. За почеток би сакала да прашам колку време се занимаваш со пеење? Со пеење се занимавам од многу мали години, кога прв пат татко ми, кој што сум многу благодарна на него, ме откри дека имам талент. И уствари од 8 години. Тој те воведе во светот на музиката? Да, меѓутоа ја започнав најпрво и со рок музика, со поп музика, она што го слушаа моите родители. Па понатаму почнав да се занимавам повеќе, да се натпреварувам во основно, каде што мојата наставничка откри дека можеби треба малку повеќе, нели, да се вложам. Внимание, да. И потоа прв пат се запишав во нижото училиште, музичко училиште во ДМБ Илија Николовски Луј, каде го започнав моето образование кај професорката Гонца Богоромова, исто така која што ме научи многу за техника, за став, за држење, за како да се справам во овој музички свет. И да, така започна све. Го спомена татко ти, сакам да прашам дали во вашата фамилија музиката, општо и пеењето е нешто што е генетски наследено или дали исто во твојата фамилија се талентирани како тебе? Татко ми е талентиран и сестра ми исто така слика. Меѓутоа тие не се занимаваат професионално со музика. Они го прават тоа повеќе како хоби, ама кај мене беше поистакнато. Јасно. Па затоа повеќе се вложив и јас самата и тие вложија повеќе во мене. Меѓутоа да, татко ми свири на гитара, пее, свири на пијано, сестра ми исто свири, пее. Значи дефинитивно слика. музичка фамилија. Да. А како сфати дека сакаш да се насочиш конкретно кон класичната музика? Прво не бев Спомена нели дека си се доумела и со рок, да. и си слушала таква музика, така што како се одлучи за класична музика? Бидејќи во моето растење многу често го слушав никој не слуша класична музика, никој не сака опера. И мене ми имаше малку влезено тоа во главата и мислев дека можеби повеќе ќе се пронедам во поп, додека уствари не направив мојата сестра не ме седна и не ми кажа дека можеби сепак треба да пробам. Дека можеби ќе се пронедам, па никому ништо иако не успеам, нели секогаш ми е отворена и другата врата. И јас решив да верувам и мојата професорка толку добро ми отвори таа врата, ми го отвори тој свет на класична музика, што јас тотално се влюбив во класичната музика. Прекрасно. И одлучив дека тоа е мојот пат, дека со тоа сакам да се занимавам и дека таму припаѓам. Посебно кога прв пат застанав и на неколку од моите први настапи на сцена. А како откри дека твојот глас е конкретно сопран? Тоа не го открив јас и тоа не би можела се уште да го кажам. Да, се смета дека јас сум сопран, меѓутоа се уште сум во тек на откривање на својот глас и се уште треба да работам на себе за да видиме конкретно каков сопран сум, дали ќе останам сопран. Се зависи од тоа како ќе се развивам технички понатаму. Јасно, супер. Дали можеш да ми откриеш како изгледа подготовката на сопранистка пред настап и пред надпревар всушност? Обичаено на сите пејачи, без разлика дали е сопран, мецо сопран, тенор, ова зборуваме за било каков надпревар. Да, за настап, надпревар. Да. И на пример, еве, моето спремање како изгледа. Јас ја добивам композицијата и првин го читам текстот. Првин да го разберам текстот, морам да знам улогата, каква е, каков е незиниот карактер, зашто се работи конкретно, што она пее во тој конкретен акт. Понатаму ги разгледувам тоновите, нели, во кој музиката која што е ритмички, морам прво да расчистам и потоа мелодиски да расчистам. И како за крај ми останува, нели, ова е цел процес на спремање кој трае една композиција, треба многу време за да легне, за да може да излезе. Не секогаш од прв пат кога ќе се излезе на сцена излегува композицијата совршена.
дури секогаш може да биде подобро. Меѓутоа, како за крај да се надополнам, останува интерпретација, каде што ствари треба да се навлезе во улогата, да се ужива и буквално да се чувствуваме како ние да сме таа улога. Све што сме спремиле да го споиме заедно со уживањето, заедно со интерпретацијата и уствари да се освои сцената. Прекрасно. Колку всушност време ти е потребно за да се подготвиш за настап? Вака процесот ни го објасни како подолг. Колку од прилика ти е потребно време за да се подготвиш? Зависно од тоа каков е настапот. Значи, еве конкретно ќе кажам за руската романсијада. Се подготвував, мислам дека 2 месеци. Значи во месеци броиме. 2 месеци, да. Не, и пред тоа јас ги имав разгледано композициите, обично секогаш се земаат претходно за да се имат во први, понатаму кога нели се потребни зависно од настанот, се раздлабочуваат и тука се работи. Мислам, и умеѓу време доколку има простор, нели, време се работи на нив. Меѓутоа ете конкретно мене за овие 2 композиции ми требаше отприлика околу 2 месеци за убаво со работа со професорот. И тоа исто сакав да го напоменам, мојот професор Горан Начевски, кој што многу си има вложено во мене и тоа е причината зашто последниве големи сцени ги имам настапено. И морам и на него многу да му се заблагодарам, бидејќи да не беше тој немаше да стигнам до тука. Дали можеш да ми откриеш колку настапи имаш зад себе веќе? Кога веќе ги зборуваме настапите? Да, искрено не знам точно на памет да ви кажам колку се точно, бидејќи ги има повеќе, помали, поголеми, меѓутоа можам да ви одвојам најзначајни за мене кои Може, се. секако. Кој ти направил тогаш настап? На кој настап најубаво си се чувствувала? Најубаво се чувствував прво ова беше во прва година факултет, Авелино во Италија. Прв пат, значи, само што излегувам од средно немав, бидејќи јас сепак бев теоретичар и немав многу настапи со соло пеење. Јас пред тоа не очекував дека ќе продолжам со соло пеење. Знаев дека е музика, меѓутоа настапив прв пат во Авелино во Италија и толку беше добар фидбек, толку некако природно се снајдов и толку брзо ми одеше процесот што едноставно бев воодушевена од целиот настан, целата прошетка. Едноставно целиот концерт беше само прекрасен. Значи, Фидбекот од публиката беше феноменален, многу бев задоволна. Какво е чувството да излезеш како победник од такви надпреварувања големи? Искрено сакам, мислам без разлика, кога ќе спомнеме победа, сакам да кажам дека сите ние уствари сме победници без разлика на тоа дали е прво, дали е второ, дали е трето место, самата победа јас лично на пример ја чувствувам во тоа што сум се потрудила, што сум се спремила и што сум се појавила таму. Така што чувството е без разлика на што и кој е резултатот и главниот исход на тоа е феноменално секогаш. Одлично. А кој е твојот идол во музиката? И од Македонија и од светската сцена, да речем. Мојот идол од женски гласови, конкретно ќе кажам сопрани. Од надвор би сакала да кажам дека Ана Нетрепко, таа е русинка, таа е прекрасна. Навистина има многу убава, мислам, историја како е започнат и свето и навистина многу ме инспирира. А од кај нас би сакала многу да ја издвојам професорката и нашата, нели, оперска пејачка шампионка Ана Дурловски, која што исто така многу ме инспирира со незината техника, со незиниот пристап кон музиката. Едноставно е прекрасна и да, се огледувам на таквите пејачи. Како би ги мотивирала идните сопранистки да се борат за својот сон, односно да го остварат? Секој што има, значи, сон да успее со без разлика каква музика, значи дали е еве конкретно за пењето. Никогаш да не сопрат, да не се демотивираат. Има многу горе, доле, многу често ќе се случи да се демотивираат, да се споредуваат, да видат некој што е никогаш да не се споредуваат. Секогаш да го гледаат својот пат, секогаш да го гледаат својот успех и секогаш да гледаат да се подобри од она што биле вчера. Така е единствениот начин да се постигне успех. Нема друг начин. Работа, посвета и само својот пат да се гледа. Бидејќи тоа е единствениот пат врз кој што тие може да имаат контрол. Тоа е единствениот совет и јас кој што би си го дала на самата себе. Одличен совет и одлична порака до
до сите кои всушност го гледаат ова интервју и до сите кои се занимаваат со твојата професија. Ти благодарам многу што беше гостинка и што беше дел од програмата на Слободен печат. А вам, драги гледачи, ви посакувам убав остаток од денот и следете ги содржините на Слободен печат.